17-годишна средношколка од околината на Демирхисар утрово ја загуби битката со коронавирусот на инфективната клиника во Скопје. Проблемите со вирусот кај тинејџерката се појавиле пред 10 дена, кога таа првпат побарала лекарска помош во Битолската болница. Имала висока температура и отежнато дишење. Дента била задржана на лекување во Битола, а веќе следниот ден во многу критична состојба била префрлена во Скопје и хоспитализирана на инфективна. Следи прогресивно влошување на состојбата со влошување на лабораториските биохемиски анализи, рентгенграфски наот и клиничка слика. Во текот на вчерашниот ден драматично се влошиле виталните параметри на пациентката, што довело до срцево белодробно попуштање. И покрај сите превземени диагностики, тераписки и реанимацијски мерки, пациентката денеска во раните утрински часови почина. Од здравство информираат дека младата пациентка имала хроничен диабетес и не била вакцинирана. Веста за смртта кај младата девојка ги зовре социјалните мрежи. Корисниците реагираат дека во време кога бројот на заразени расте, болниците се полнат, власта ги отвора дискотеките и ги олеснува мерките. И докторите се согласни дека владата продолжува да носи мерки кои не се политички и немаат никаква епидемиолошка логика. Некој си работи против себе, не слуша стручни лица и затоа така проаѓа на избори. Сега доцна да се оправаат работите. Значи се е врзано, кога ќе се врзе политика која ќе навлезе и кога доктори под наводници прифаќаат тоа или не прифаќаат, ама си молчат, како што беше летоска, последиците се како што беа. Јас еднаш сум влегол во ресторан, избегнам, гледам дека таму може да има 50 на луѓе, никој не носи маски, нормално дека и да е 50% капацитет, они стануваат, може да се изиграат оро, па да не зорам диско клубови. И додека бројот на нови случаи расте, надлежните среде избори ги олеснија мерките за заштита од COVID-19. Новите мерки предвидуваат угостителите да работат со зголемен капацитет на гости, а на масите ќе може да седат и неограничен број на луѓе. Согласно новите мерки, со работа почнуваат и ноќните клубови. Во меѓувреме, соседните земји пак ги затегнуваат мерките поради зголемениот број на нови случаи. Италија од вчера забрани влез на туристи од Македонија поради лошата епидемиолошка состојба во земјава.